Почитуван градоначелник, почитувана директорка, почитувани медиуми. Денес направивме увид во завршната фаза на новата детска градинка овде во населеното место Точила во општина Прилеп. И овој објект функционира во рамки на постоечкото правно лице детската градинка Наша иднина во општина Прилеп. Ки има капацитет од 252 деца, значи го зголемуваме опфатот на деца од 0 до 6 годишна возраст во општина Прилеп за 252 деца. Детската градинка во општина Прилеп е дел од програмата за опремување за капитални инвестиции во делот на опремување на објекти од детска заштита, поддржана од Министерство за труд и социјална политика, и како Министерство учествуваме со над 9 милиони денари во опремувањето на детската градинка, а инвестицијата на изградбата на градинката е на општина Прилеп. Со испораката на опремата, Министерството за труд и социјална политика ја исполни обврската, која во предвидениот рок може да видиме дека опремата е стасана и секако по задолжувањата што се дадени од страна на архитектите и на тимот од детска заштита од Министерството за труд и социјална политика до општина Прилеп, верувам дека некаде до крајот на летото ќе можеме да ја отвориме градинката, да се коригираат сите оние недостатоци кои што се забележени од страна на архитектите. Опремата е веќе присутна, кујната е подготвена, така да и со оградата која што е неопходна и согласно стандардите на објектот, верувам дека ќе можеме да отвориме до крајот на август градинката. Секако во меѓувреме директорката заедно со стручните служби во градинката треба да достават нова систематизација, вклучително со потребниот персонал на овој објект овде, да помине систематизацијата низ Министерството за информатичко општество администрација, а потоа и на Совет како оснивачи на градинката. Откако ќе помине систематизацијата, ќе бидат доставено барање за согласности, за да може да биде примен стручниот персонал, односно негователки, воспитувачки и сето она друго што е неопходно за да може градинката да отпочне со работа. Откако ќе биде доставено барањето за согласности од градинката до Министерство за труд и социјална политика, истото ќе биде препратено во Министерство за финансии и во предвидениот рок верувам дека согласно стандардите и нормативите ќе бидат одобрени барањата, да се распише оглас, да се прима стручниот кадар и да можеме да гледаме овде весели дечиња, 252 деца не се малку, од една страна да ги јакнеме капацитетите на децата низ предучилишното образование, а од друга страна да им ги намалиме грижите на родителите кои што имаат проблем со згрижувањето на своите деца во градинките, објектите кои што се на територија на општина Прилеп. Со ова уште еднаш потврдуваме дека како Министерство за труд и социјална политика, како влада, навистина сме посветени на грижата за децата во предучилишната возраст. Од 2017 до сега имаме изградено 81 градинка во различни општини во државата и она што ме радува, градиме градинки во руралните средини, затоа што знаеме колку е важно вклучувањето на децата во предучилишниот процес на образование и воспитание, а со тоа, со грижата за децата, со инвестицијата за децата, всушност инвестираме во иднината на нашата држава. Веруваме дека со новите 13 градинки кои што се во завршна фаза во државата ќе го зголемиме дополнително опфатот на деца во предучилишно образование и полека ќе се приклучуваме во процентот на опфат на дечиња кон останатите земји во регионот, а секако целта ни е земјите од Европската унија. Ви благодарам. Почитувани медиуми, почитувана министерка, добре дојдовте во оваа градинка која што е од големо значење за нашата општина Прилеп, со голем капацитет, како што рековте, со 252 места за згрижување на дечиња, со 13 занимални, кои што навистина импозантен број на
добар капацитет кој што би им овозможил на нашите дечиња да бидат уредно сместени, згрижени, се разбира со сета потребна безбедност и сигурност, така да родителите можат да бидат навистина и задоволни. Со ова не значи дека завршуваме со амбициите да покажеме еден чекор афинитет, да обезбедиме и други објекти, капацитети од овој тип. Значи, ние сме во изработка и на проекти за друга градинка, која што веројатно во наредната година ќе влезе во барањето, односно во аплицирањето до Министерството за труд и социјала, се со цел да бидат задоволени сите потреби на општина Прилеп. Со оглед на тоа што до пред некој ден беа обезбедени и крајно елементите на инвентарот кој што беа должни Министерство за труд и социјална политика да го обезбедат, останува да се отстранат недостатоците, односно оние забелешки кои што архитектот ги увиде во тековниот проект, кој што навистина имаше забелешки, односно недоизработени делови од тој проект, меѓу кои што спаѓа и обезбедување на надворешната ограда на училиштето, кој што не беше влезен, и тие се дополнителни околу 2 милиони денари, а еден од моментите кои што со гордост можеме да го кажеме, тоа е проект кој што во целост го изгради, го обезбеди финансиски нашата локална самоуправа, која што е во тек и исплатата тековно. Значи, Прилеп наскоро со гордост ќе каже дека веќе во функција внесуваме еден ваков објект, една институција која што навистина е од огромно значење за зачувување на социјалниот статус на категоријата на родители кои што би се повикале да ги продолжат своите обврски, се разбира работни обврски, се со цел нивните дечиња да бидат згрижени. Ви благодарам.